Македонската влада без некоја изградена стратегија за преговарање за заштита на трговските марки. Неизвестно е дали земјава ќе успее да ги заштити веќе утврдените трговски називи за комерцијална употреба. Мешовитата македонско-грчка комисија што треба да одлучува за трговските ознаки денеска го одржува првиот работен состанок во Солун. Двете страни треба да најдат консензус околу употребата на термините Made in Macedоnia, македонски, најдоброто од Македонија, македонски рубин, македонско вино и слично, како и за имињата на компаниите што го содржат називот Македонија. Владата засега тврди дека решение има само за виното, но називот македонско вино ќе може да го користат сите држави од географскиот регион Македонија. Каже македонско вино ќе значи за сите вина произведени во регионот на Македонија, регионот Македонија, географското подрачје Македонија, кое што опфаќа повеќе земји. Ќе има повеќе сесии, меѓутоа секогаш кога ќе има значителен исчекор, ќе информираме јавноста во детали што е договорено и како. Но важно е суштината, добрососедски и паритетно се работи. Грчките бизнисмени во изминативе години, особено по потпишувањето на Преспанскиот договор, им правеа проблеми на македонските компании при представувањето на меѓународните саеми и манифестации. Последен пат во март на саемот за туризам во Берлин и саемот за вино во Дизелдорф. Причините беа банални, од тоа дека организацијата Вино од Македонија била напишена со големи, а Северна Македонија со мали букви, па се до тоа што на македонскиот штанд пишувало Macedоnia Timeless. Во следните 3 години мешовитата комисија треба да ги испегла различните ставови на производителите. Во земјава од вкупно 14.556 трговски марки на фирми, 79 го содржат зборот Македонија, 77 англиската верзија на името Macedonија, а придавката македонски ја содржа 12 регистрирани трговски марки. Кратенката МК ја има во 93, а кратенката МАК во 35 називи.